Бројот на прволигашите кои сакаат да продолжи првенството од 3 се зголеми на 5, но сите сакаат да се игра по нивни правила. Најчудни се они на Академија Пандев. Академија Пандев вара форматот на првата лига доста нист, да нема испаѓање, купнат преварите да не се играат. Според Академија Пандев, која екипа во полуфиналот има најдобар коефициент, таа да биде прогласена за победник на купот без да се играат средбите. Брегалница, само заради тоа што била второлигаш, има најслаб коефициент и не може да се најде во кругот на екипите за кои ќе се одлучува на зелената маса за прогласување куп победник и уште многу други чудни, некоректни и неспортски ставови. Академијата Пандев, или тој што го пишувал соопштението за јавноста, заборава дека и второлигашките екипи трошеле пари и што се тие виновни од има воредна состојба поради коронавирусот. Ако има воредна состојба, мора да има и воредни мерки. Ако не друго, да се почитуваат и досегашните пропозиции, а тие се јасни. Две екипи од првата лига го напуштаат елитното друштво, а 10-то пласираната екипа, во случајов Академија Пандев, треба да игра бараж со второпласираната екипа на табелата од вторите лиги. Дел од екипите предлагаат колку пари од УЕФА и ФФМ треба да добијат прволигашите. Мислат само на себе, друго не ги интересира. Ги интересира и друго, тоа се парите. Но и како без нив да не се може, себичен однос на прволигашките екипи, подценувачки кон второлигашите.